Еве назад во овој термин од 15 часот и 25 минути разговараме со Борис Георгиевски, уредник на македонската програма на Дојче Веле. Добре дојде. Добро ве нашол. Ако до вчера буквално важеше дека Германија е малте не еден од главните сојузници на цела оваа сеанса на Македонија за влез во НАТО и во ЕУ, при вчерашната расправа во Бундестагот се отвори едно ново прашање, го отвори пратеникот од Зелените, Јирген Тритин, кој што за Ангела Меркел рече дека е против всушност отворање на преговорите на Македонија со Европската Унија, наметна некоја своја теорија која што и вчера и денес премиерот Зоран Заев пред медиумите ја оправдува таа изјава, односно дава своја верзија. Сакам да кажам дека темата веќе е отворена. Со таа некоја увертира што Борис ги следи случувањата во Германија малку поблиску отколку ние овде во Македонија, па таа изјава на Тритин беше за очекување или е нешто што доаѓа како изненадување ако се земат предвид случувањата во Германија во внатрешната политика сразмерно со тоа како ја креира надворешната? Изјавата беше интересна од многу аспекти, меѓутоа треба да се земе предвид дека беше дадена во еден контекст на германската внатрешна политика, домашна политика. Значи Зелените, Јирген Тритин е представник на партијата на Зелените, се опозиција во Германија. И од таа позиција на опозиција тие ја критикуваат власта. Вчерашната дебата во парламентот покажа дека Тритин можеби во некои делови малку ја задеваше власта во однос на Северна Македонија, значи на македонските аспирации за добивање датум за почеток на преговори со Европската Унија. И иако секако таа изјава дадена од парламентарна говорница треба да и се придава значење, сепак мислам дека не треба да се претерува, дека тоа беше повеќе едно внатрепартиско задевање на противникот условно речено, значи Зелените контра ЦДУ, партијата на канцеларката Меркел. Така да, јас не можам да проценам колку има вистина во таа изјава, меѓутоа не мислам дека ЦДУ и канцеларката Меркел се против тоа Македонија да добие датум за почеток на преговори со Европската Унија, но околностите во моментов се такви што веројатно Македонија, Скопје, официјално Скопје ќе треба да причека неколку месеци за да се случи тоа. Завршена е работата со протоколот за НАТО. Вчера германците дадоа зелено светло на таа тема. Во власта со која што Меркел раководи, условно кажано, има дилеми за тоа дали Германија е главен. Да, има интересен развој и тоа го кажаа повеќе пратеници вчера во Бундестагот, во парламентот. И факт е дека има едно двојство, еден би рекол условно речено судир меѓу ЦДУ, партијата на канцеларката Меркел и социјалдемократите кои што се фактички втор помал коалицијски партнер во владата. СПД, социјалдемократите ги имаат Министерството за надворешни работи, Хајко Мас е министер од нивните редови, и Михаел Рот, кој што често го гледате и го слушате со изјави конкретно за Македонија. Важи за пријател, важи за пријател, важи за поддржувач и така натаму. Значи, они отворено се залагаат за тоа Македонија да добие датум за преговори сега во јуни. ЦДУ и канцеларката се малку поскептични во тој дел, меѓутоа работите мислам дека ке нас малку и се преувеличуваат и малку очекувањата се зголемија. Како се преувеличуваат работите кај на себе? Во смисла на тоа дека веднаш се создава впечаток дека некој е против Македонија, дека некој сака да блокира Македонија и така натаму. Мислам дека проблемот е регионален, не е проблемот Македонија. Ако ја земате Европската Унија, значи чинителите кои што одлучуваат за датум за преговори, тоа се, значи, два столба имате. Европската комисија која што со извештајот нели даде препорака да се започнат преговорите, но тука се и државите членки. Европската комисија не стави во пакет со Албанија. Во тој пакет со Албанија на нас ние, како да кажам, дискутабилно е дали сме во пакет или не. Се уште не е одредено. Во моментот сме во пакет со Албанија. И тоа е за нас реално проблем. Зошто? Прво, гледате што се случува во Албанија со протестите на опозицијата секојдневни, со насилствата. И второ, сметате дека тоа може да има големо влијание во тој однос? Па еве има веќе влијание. Ќе ви објаснам и зошто. Значи, покрај протестите на опозицијата во Албанија и целиот тој хаос, немаат ни уставен суд, немаат врховниот суд, не функционира, парламентот не им функционира, блокирани институции. Блокирани институции.
Имате проблеми со организиран криминал, кој што германските медиуми во последно време се повеќе го отвараат. И тука доаѓа до вториот столб, значи земјите членки кои што одлучуваат, нели државите членки го даваат последниот збор за почеток отворање на преговори. И со оглед на тоа што Македонија и Албанија се во пакет, се одлучува за пакетот. Имате земји членки на Европската унија, во прв ред Франција и Холандија, кои што се апсолутно против тоа Албанија да добие датум за почеток на преговори. Но Македонија, тука има проблем. Сега, ние реално, тоа е нефер за Македонија, тоа е нефер за тоа што не казнуваат, нели, на некој начин. Сега мораме да чекаме да видиме како ќе се одвиваат работите во Албанија, или да не одвојат, што е исто така можност. Меѓутоа имате третата страна во овој условно речено во оваа ситуација е Германија, која што има интерес да ги одржи Македонија и Албанија во пакет и Албанија да го добие тој датум за преговори. Ова одложување кое што сега ЦДУ го наметнува на некој начин, значи владачката партија во Германија на канцеларката Меркел, колку што јас ги разбирам работите, нивната идеја е да се причекаат неколку месеци, затоа го споменуваат крајот на септември и почетокот на октомври кога Бундестагот би дискутирал на оваа тема, да се почекаат локалните избори во Албанија, да се почека развојот на состојбата во Косово, кој што исто така не е неважно. И потоа да се донесе одлука, доколку во меѓувреме Македонија и Албанија не се одвојат од тој пакет, можеби во текот на летото тоа ќе се случи доколку се утврди дека состојбата во Албанија не се подобрува. Значи ние реално, да резимирам, проблемот е тој. Не е проблемот Македонија, проблемот се регионот и конкретно Албанија во нашиот случај. Со оглед на тоа што, како што нели напоменавме, долго време ги следите одблиску случувањата, може да се заклучи од ова што досега го кажувате, дека фактички можеби во подобра позиција би биле ставени доколку бидеме одвоени од пакетот со Албанија, она што инсистираат Франција и Холандија? Апсолутно. Франција и Холандија немаат проблем со нас. Не се пресреќни, но немаат проблем со нас. Имаше де факто реакции од тамуштите владини представници во однос на баш тоа, дека не се многу среќни во однос на тоа проширувањето. Или тоа можеби треба да се толкува генерално земено? Точно е дека не се среќни со проширувањето, тоа е особено изразено во двете земји фактички и во Франција можевме да го видиме и сега пред европските избори. Проблемот Македонија нема проблем во тој дел голем, затоа што преспанскиот договор е доволен влог и мислам дека наградата во тој дел ќе ја добиеме порано или подоцна како земја, значи во однос на датумот. Проблемот е сега во моментов, пак ќе кажам, проблемот во моментов е Албанија и регионот генерално поврзано со Косово и надежта на официјален Берлин дека тие преговори кои што нели меѓу Косово и Србија сега ќе добијат некој нов замаец од јули со преговорите во Париз, колку ќе биде тоа точно ќе видиме. Меѓутоа ние сме во моментов најдиректно да кажеме жртва на состојбите во регионот. Само рационално објаснување е дека не може нашата држава да зависи од екстерните околности, односно од Албанија. Ако во Македонија внатре направила реформи и ако, како што рече самиот, дека влогот е голем со промената на името и преспанскиот договор, тогаш должно е да бидеме третирани, ако ништо друго, како посебна држава. Прашањето ми е која е сега силата на Меркел во Европската Унија, ако се знае дека и нејзиниот рейтинг со тоа како и одминува мандатот, иако ја добива поддршката, сепак и опаѓаат гласовите, опаѓа рейтингот. Макрон на почетокот се наметна како човек кој што сака да биде лидер на Европската Унија, ако тоа важеше условно, нели, Меркел, меѓутоа па нему му се случија жолтите елеци, па тој влезе во внатрешната политика повеќе. Сега, дали работите зависат од Ангела Меркел? Таа жена која што беше овде за време да даде поддршка на референдумот, беше овде во два наврати, така да незината посета е сигурно од големо значење, меѓутоа во рамките на Европската Унија дали таа го има последниот глас, да кажам. Видите, мене ми е тешко сега да проценам колку е влијанието во моментов на Ангела Меркел, меѓутоа Германија и Франција се моторот на Европската Унија. Според она што го пишуваат и според она што се случува, владата во Германија е во криза веќе подолго време. Резултатите на европските избори ја продлабочија таа криза. Да, колку имаат, еве Борис, според тебе, врска, односно влијание, целата таа прераспределба што се случи во однос на најновите избори во Европскиот парламент? Во овој однос, во однос на... Во самиот Европски парламент? Во влијанието или во Германија? И во Германија. Влијанието, нели, зелените, без разлика во било која членка,
освоија повеќе гласови во овој однос, еве сега како што беше и случајот вчера, некако можеби добија на сила и погласни се и во однос на проширувањето, меѓутоа и во однос на сите оние проблеми кои што тангираат Европската унија, да речеме. Зелените не се проблем во ниедна од тие фази што се случуваат актуелно во Германија. Значи проблемот е падот на популарноста и на рейтингот на двете водечки партии ЦДУ и социјалдемократите. Тоа е особено изразено кај социјалдемократите, најстарата партија во Европа, кои што сега според последните анкети што беа објавени завчера се паднати до некој историски минимум од 13%. И тоа е катастрофа за нив, но е многу лошо и за владата. Затоа што владата, двете најголеми партии фактички досега беа во владата и тие го сочинуваат тоа стабилно мнозинство. Сега веќе социјалдемократите не сега веќе одамна веќе не се втора најголема партија, тој примат го презедува Зелените. И поради тие внатрешни превирања во кај социјалдемократите се доведува во прашање стабилноста на владата. Поради тоа, поради фактот што е канцеларка на нестабилна влада, Меркел апсолутно го губи својот имидж и своето влијание делумно и во Европа. Тоа не е никаква тајна. Меѓутоа, исто така е факт дека Германија останува највлијателната членка на Унијата. Значи најбогатата земја со најголемата економија и со најголемото влијание. Така да во тој дел, мислам дека работите се чисти. А што се однесува до Франција, Германија, Франција се тој мотор на Европската унија со децении, они ја влечат напред, они ги донесуваат клучните одлуки и го одредуваат правецот нели во кој што во иднина ќе се движи унијата. И не заборавајте дека се случува Брекзит, целиот оној хаос околу Брекзит, тоа има исто така големо влијание. Да, европјаните се преокупирани со многу своји проблеми внатрешни. Да. Оправдан ли е, Борис, според тебе оптимизмот еве на, да речеме, владиниот врв, конкретно премиерот Заев, дека де факто ќе ни биде испорачан датум за преговори, еве според него јуни-јули, се калкулира со месеците, меѓутоа не се повлекува Заев својата позиција дека ќе го добиеме тој долго очекуван датум. А од друга страна, ако ги земеме во предвид сите овие работи сега што ги нафрливме во однос па на германската политика кон нас, да речеме. Значи, мој впечаток е дека владата наша малку се истрча со тоа тврдење, убеденост дека во јуни ќе се случи датумот за преговори. И тоа е са проблем на нивниот пиар, у принцип, како тоа ќе го работат се во наредниот период. Пак ќе кажам, значи, ако добиеме датум за преговори во јуни, ќе биде одлично за земјата, апсолутно. Меѓутоа, не гледам дека е некаква трагедија доколку тој датум, доделувањето на датумот се одложи за неколку месеци. Не знам што се плановите на владата овде, зашто веројатно токму поради тоа инсистирање во изминативе 12 месеци и повеќе дека ќе се добие датум во јуни, сега се доведува во една, речиси, непријатна или безизлезна позиција, па сега мора да инсистираат на тоа. Меѓутоа, не гледам дека е толку трагично ако датумот се случи во јули, евентуално, што постои мала можност и тогаш да се донесе таква одлука, иако ќе видиме колку е реална, или оно што е пореално, крајот на септември или почетокот на октомври. Секако има и други фактори кои што играат улога, и изборите во Грција во меѓувреме, и Брекзитот кој што тогаш токму во периодот септември-октомври ќе дојде во една, се надеваме, конечна фаза. Така да ја разбирам загриженоста во владата овде дека секој одложување може да биде ризик, меѓутоа не гледам дека има потреба толкова драма сега, дека е тоа толку значајно ако не се добие датум во јуни, дека е тоа катастрофа за земјата. Мислам дека треба да се причека. Што е тука не е фер за Македонија апсолутно, но не е ни крај на светот. Да. Особено што и тука има турбуленции, па навивања и да Македонија да не го добие датумот, како да Европа зависи само од Заев. Добро, публиката е таква. Публиката е таква, затоа и таа паника дали ќе се добие или нема да се добие датум. Меѓутоа, ако ги оставиме настрана малку пишувањата на германските медиуми, ако ги оставиме настрана германската политика, е уште една дилема интересна од вчера од излагањето на Тритин, е тоа дека Меркел и ЦДУ ја одложуваат дебатата за пристапните преговори на Македонија со Европската унија затоа што чекаат Грција да ја смени својата власт, односно Ципрас да замине, да дојде Мицотакис. Ако не го кажал тоа Тритин, ако го оставиме како своеволно прашање и бидејќи ги следиш надворешните политики, ја следиш европската политика, сите случувања во Европската комисија, можно ли е тоа да зависи од Грција или Преспанскиот договор го прифаќаме како де факто и нема напред, нема назад, Мицотакис нема механизми со кои што би ја сопрел државата?
Мицотакис нема механизми со кои што би ја сопрел државата во НАТО, но Освен- факт е дека има механизми Грција или било која земја членка на Европската унија да блокира без разлика сега или понатаму при отварањето на нови поглавја, тоа е така. Е сега Тритин, како Не, што ви зборувам реков, од аспект дека нели двете држави сега толку се доближија, толку сме добри соседи, што освен негова популистичка причина не би имал друга да ја штопира државата. значи не можам, не ги знам намерите и плановите на Мицотакис, меѓутоа политиката е променлива работа и така да денеска е вака, утре може да биде поинаку. Но Меркел и ЦДУ не Односите чекаат. Со Ципрас, односите со Ципрас и со владата во Атина во моментов се одлични. Не мора да значи дека така ќе биде после 7 јули, после изборите парламентарни во Грција. Меѓутоа, мислам дека е тоа сега една малку изнудена тема, затоа што прво нешто се случуваше вчера во Бундестагот и таа изјава на Тритин, пак ќе кажам, тоа е малку задевање на власта. Тоа е малку сега, тука се во игра некои теории на заговор, малку политичка игранка внатре во Германија, малку обвинување и контраобвинувања. Тешко е да се процени, мислам и таа самата изјава колку е тоа реално и колку е тоа вистина, затоа што не гледам зошто ЦДУ на Меркел и посебно канцеларката Меркел после посетата лани во септември на Скопје, после Каде што сите изјави дека децидно ја Македонија даде, заслужува својата поддршка. и дека ќе ја добие, не гледам причина за таква игра некој сега да игра на грбот на Македонија, пак ќе кажам, мислам дека проблемот е регионален и за жал Македонија во јуни ако извиси, ќе извиси заради тие регионални случувања и проблеми. Мислам дека Берлин има една идеја по секоја цена да вклучи Албанија во тој пакет за да не заостанува, затоа што потоа тоа ќе отвори други проблеми. И мислам дека втората работа се преговорите меѓу Косово и Србија, чии што почеток е неизвесен, а за исходот и да не зборуваме како тоа ќе заврши. Меѓутоа тоа е новата оска Берлин-Париж што ја направија пред неколку месеци на оној мини самит за Западен Балкан во Берлин, каде што одлучија дека ќе му дадат една нова шанса, еден нов импетус нели на тие преговори меѓу Косово и Србија. И мислам дека стравот можеби делумно доаѓа и од оние изјави кои што се провлекуваат последниве месеци на албанскиот премиер Еди Рама и на косовскиот председател Хашим Тачи, кои што ја За плашат спојување, Европа со да. голема Албанија, нели? И можеби за жал и тоа одиграло некаква улога во размислувањето во Берлин. Меѓутоа, пак ќе кажам, мислам дека никој не се откажува од Македонија и никој нема намера да казнува на долг рок земјата за тоа што во регионот се случуваат работи какви што се случуваат, само треба малку да се причека. Да, би се вратила малку и на внатрешен план. Еве едно твое видување како ти изгледа. Ако рековме дека го толкуваш дека не е крај на светот, ако не го добиеме датумот за преговори во овие наведени термини, на кои што се инсистира во јавност, односно се тврди, се изразува оптимизам од страна на владата и на ЗАЕФ, од друга страна опозицијата исто така жестоко критикува, да кажеме. Можеме ли да се сведеме, Борис, според тебе, недобивањето на датум на преговори во овие термини да не донесе до нови предвремени парламентарни избори? Се е можно, меѓутоа тоа е одлука на владата, на парламентарното мнозинство. Значи, јас не знам која би била идејата на тие предвремени избори доколку ние не добиеме датум во јуни и што тоа ќе смени. На политичката сцена тоа треба да прашате некои од политичарите кои што тоа го заговараат. Да, токму тоа би ми беше всушност суштината на прашањето. Сметаш ли дека нешто би променило, всушност би променила предвремените парламентарни избори ако еве излезе дека ЗАЕФ како што ветив, можеби ќе си ги мериме силите, од друга страна опозицијата мислам нормално критикува, секако се разбира. Тоа е работа на опозицијата, меѓутоа мене сета таа работа со таа најава за предвремени парламентарни избори ми делува малку како политички блеф и како притисок врз Европската унија да се истурка тој процес на добивање датум во јуни. Така да мислам дека реално не вака како што сега стојат работите во земјава, дека не очекувам да има предвремени парламентарни избори, без разлика дали ќе добиеме или не датум во јуни. Борис, моето последно прашање е само, бидејќи актуелно, не би сакал да го пропуштам, Зидојче Цајтунг и нивните тврдења кои што се повикуваат на своји извори дека зошто всушност го правиме овој разговор, а тоа дека Меркел се произнесла против доделување датум за Македонија, ако нелогичностите се тука на маса со оглед на тоа што таа даде поддршка за Македонија многу јавно и ЗАЕФ имаше една би рекол
прилично логична констатација дека успехот Македонија да влезе во ЕУ Меркел може да си го препише сама на себе, меѓутоа од каде ваков наслов кој што создава конфузија некаква? Значи, тој наслов, така како што вие го кажавте, е малку изваден од контекст. Значи, не е дека Меркел е против тоа Македонија да добие датум за почеток на преговори, тука е против за тоа да го добие во јуни. И понатаму продолжува ставот. Тоа е неофицијален став кажан од кабинетот на Меркел за Зидече Цајтунг во денешното издание. И продолжува дека тоа ќе се случи во септември или октомври, значи она што го разговаравме на почетокот на овој наш разговор, дека ставот на ЦДУ, тоа е најголемата политичка групација во германскиот Бундестаг и партија на Меркел, е дека тоа треба да се одложи до крајот на септември, тогаш да се дискутира и да се даде зелено светло. Таков е принципот во Германија, значи владата не може да оди канцеларката со другите шефови на држави и влади во Европската унија и да каже да за Македонија без претходно да добие одобрение од Бундестагот, од парламентот. И тука е клучот. Бундестагот ја одложува таа расправа за тоа што на крај на јуни почнуваат годишните одмори. И таа расправа ќе се одржи според сегашните најави на крајот на септември, доколку нешто драматично не се промени во наредниве денови. Колку работи и тука се имаат одложено поради тие летни одмори на пратениците. Летни одмори се важна работа. Така. Борис Георгиевски беше тоа, уредник на Deutsche Welle македонската програма. Како што можевте да забележите, тоа е разговорот со кој што ги отворивме дилемите. Можеби некои дилеми затворивме во однос на тоа дали Ангела Меркел и Германија се против или за отпочнување на преговори на Македонија со Европската унија. Борис, уште еднаш ти благодариме за тоа што одвои време за студиото. Јана? Да, ние го заокружуваме и овој блог од Отвореното студио 1. Останете со нас, за кратко следуваат вестите со колегата Александар Петрески. Се гледаме во 17 часот, нови гости и нова тема.